да продолжиме со нашиот текст денеска што ќе биде. Нашиот текст ќе биде Педесетница или излевање на Светиот Дух. Да видиме, да се утврдиме ние како христијани што значи тоа и дека нигде овде не пише за бокали за чаши да се носа за душа. Педесетница е роден денот на црквата, а не да се носи за мртвите. Мртвиот ни јади, ни пија, ни слуша. И тој го чека второто Христо доаѓа. Зашто човечкото тело, еден ден умира и се распаѓа, а душата ќе чекаме за воскресение второ. Главен текст ќе ни биде Дела апостолски, 2 глава. Пошто јас не носам ночари, Андре, ти ќе мора да прочиташ тета. Цела. Си забарав ночарите. А кога дојде денот на Педесетница, сите беа заедно на исто место. И од ненадеж стана шум од небото, како кога дува силен ветар, и ја исполни целата куќа во која седеа. И им се јавија јазици како од оган, кои се разделија и над секого нив застана по еден. И тие сите се наполнија со Светиот Дух и почнаа да зборуваат на други јазици како што Духот им даваше да говорат. А тогаш се наоѓаа во Ерусалим поможни јудејци од сите народи под небото. И кога се чу шумот, се собра народот и се збуни, зашто секој слушаше како зборуваат на неговиот јазик. Сите се восхитуваа и чудеа, велејќи: ете, зар сите што зборуваат не се галилејци? Тогаш како ние го слушаме секој својот јазик во кој сме родени? Партијаните и Мидјаните и Елемитите и жителите на Месопотамија, Јудеја и Каподокија, Понт и Азија, Фригија и Памфилија, Египет и од криштата на Ливија, околу Киринија и римјаните кои дошле, јудејците и прозелитите, критјаните и арабјаните, ги слушаме како зборуваат на нашите јазици за големите Божји дела. Сите се восхитуваа и во недоумение си велеа еден на друг: што може да биде ова? Други пак се подсмевнуваа и велеа: се напиле сладко вино. А Петар стана со 11-мината и го поткрена гласот и им рече: јудејци и сите вие кои живеете во Ерусалим, знајте го ова и послушајте ги моите зборови. Овие луѓе не се пијани како што мислите вие, зашто е едва и третиот час на денот, туку тоа е кажаното преку пророкот Јоил. По последните денови, вели Господ, ќе излеам од својот дух на секое тело, и вашите синови и вашите ќерки ќе пророкуваат, и вашите младинци ќе гледаат виденија, а вашите старци ќе сонуваат соништа. Исто така, во тоа време и на своите слуги и на своите слугинки ќе излеам од мојот дух и ќе пророкуваат. Ќе направам чудеса горе на небото, а знаци долу на земјата. Крв и оган и пареа од дим. Сонцето ќе се претвори во темнина и месечината во крв, пред да дојде великиот и славен Господов ден. И секој кој ќе го повика Господовото име ќе се спаси. Мажи Израелци, чујте ги овие зборови. Бог во вашата средина го потврди Исуса Назареецот со сили, чуда и знаци, што Бог ги направи преку него меѓу вас, како што знаете самите. Вие, него, откако беше предаден според одредената волја и промисла Божја, преку рацете на беззакониците го распнавте и убивте, но Бог го ослободи од смртните волки и го подигна, зашто не беше можно смртта да го задржи. Зашто Давид вели за него: постојано го гледам Господа пред себе, тој ми е оддесно за да не се помести. Затоа се развесели моето срце и се зарадува мојот јазик, а и моето тело ќе почива во надеж, зашто нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види распаѓање.
ти ми ги покажа патиштата на животот, ќе ме исполниш со веселба пред своето лице. Мажи, брајка, можам да ви речам слободно за патриархот Давид дека умре и беше погребан и дека неговиот гроб е при нас до денешен ден. Но бидејќи беше пророк и зашто знаеше дека Бог му вети со заклетва дека од родот на неговите бедра ќе подигне некого на неговиот престол, предвидувајќи за воскресението на Христа, рече, ниту беше оставен во подземјето, ниту телото му се распадна. Бог го воскресна овој Исус, за кој ние сите сме сведоци. И така подигнат со Божјата десница, тој го прими од Таткото ветениот Свети Дух и го излеа ова, што го гледате и слушате. Зашто Давид не се вознесе на небесата, но самиот рече, му рече Господ на мојот Господ, седни оддесно до мене, додека не ги положам твоите непријатели како подножје на твоите нозе. И така, нека сиот Израелев дом знае веродостојно дека Бог го направи Господ и Христос, овој Исус, кого вие го распнавте. А кога го чуја тоа, ги засегна во срцето и му рекоа на Петра и на другите апостоли, мажи, браќа, што да правиме? А Петар им рече, покајте се, и секој од вас нека се крсти во името на Исуса Христа за проштавање на вашите гревови и ќе примите дар на Светиот Дух, зашто ова ветување е за вас и за вашите деца и за сите далечни колку што ќе ги повика Господ нашиот Бог. И уште со многу други зборови сведочеше и ги поминуваше велејќи, спасете се од ова расипано поколение. И така се крстија оние кои го прифатија неговото слово, и во тој ден се приклучија околу 3000 души. И беа постојани во апостолското учење и општувањето и во раскршувањето на лебот и во молитвите, а страв влезе во секоја душа, зашто апостолите правеа многу чудеса и знаци, а сите кои поверуваа беа заедно и се им беше општо, и продаваа стоки и имоти, и тоа го делеа на сите, секому според неговата потреба. И секој ден беа постојано и еднодушно во храмот, раскршуваа леб по домовите и примаа храна со радост и просто срце, фалејќи го Бога беа омилени кај сиот народ, а секој ден Господ ги додаваше оние кои се спасуваа. Фала, Андре. Многу убав текст. Прекрасен. Ја прочитавме цела глава да имаме еден контекст за Светиот Дух, за Педесетница. И шо и како е. Две главни прашања ќе ни бидат овде. Што да правиме? И одговора на Петар. Бог ни вети дека ќе ни прати утешител, дека нема да не остави сами, дека неговите зборови се верни и вистинити, читаме овде во текстот сега. Ако се вратиме малце наназад, во Лука 24 глава, 45 до 50, ќе ги прочитаме тука ветувањата на Бог, што ги даде за нас, дека нема да бидеме ние сами и оставени на себе. Ке се обидам јас да прочитам, иако не носам наочари. Значи, Лука 24, 45 до 50. Тогаш ми го отвори умот, за да ги разберат писмата. И им рече, така е напишано, дека Христос треба да пострада и да воскресне од мртвите во третиот ден и да биде проповедано во неговото име покаяние и прошка на гревовите за сите народи, почнувајќи од Ерусалим. Вие сте сведоци на тоа. Еве, јас ќе ви го испратам на вас ветувањето на мојот татко, а вие останете во градот додека не се облечете во сила од озгора. И ги изведе до Витанија, ги подигна своите раци и ги благослови. И додека ги благословуваше, се оддалечи од нив и се вознесе на небо. А тие му се поклонија и се вратија во Ерусалим со голема радост и беа постојано во храмот, фалејќи го и благословувајќи го Господа. Значи, и овде во Лука, Бог ни навестува, ни дава објаснување дека нема да не остави сами, дека нема ние да бидеме, што викаме, народски сираци, дека ќе ни прати сила од озгора, Светиот Дух,
да остане во нас, да ни биде коректор, утешител, тој да не води, да не коригира кој ќе застраниме. Од нас, како христијани, се вара верност, покорност, пазење на Божјото Слово, да останеме во Христа. Реков, светот е немилосрден, сака да не завлече сите, да не оддалечи од Бога, од Библијата. И има малмилион начини како. Ние треба да се спротивставиме. Бог, пошто ни го вети Светиот Дух, тој е коректора наш. Тој не коригира кога грешиме. Него треба да послушаме, да читаме Словото, да видиме, да се преиспитаме преку Словото сите и да задржиме една линија, што викаме права, во Божјото пребивање да видиме. Читавме во текстот дека од кога Исус се вознесе, апостолите со голема радост, значи не беа натажени, не беа уплакани, туку со голема радост поучуваја, зборуваја за Бога, го благословуваја Господа и го фалеа. Исус му заповеда да останат во Ерусалим, дека утешителот, Духот Свет, ќе го прати ние како христијани треба секој од нас прво да се преиспитаме какви сме, да бидиме, рекол во Словото, ама најбитно е да имаме мир во срцето, радост, љубов за секој, без разлика. Словото вика, љубете ги вашите непријатели. Наше не е да ги делиме луѓето. Наше е да го сееме Евангелието. И затоа го имаме Светиот Дух. Затоа реков, ќе се задржиме овде на две главни прашања. Што да правиме и одговора на Петар е многу значаен. Верувам дека секој од кога го слушнавме Словото и поверувавме, не сме исти. Секој што се сретнал со Библијата, што вистински го спознал Бог, не останал ист. Јас не знам таков, не познавам. Може има. Не викаме за оние читатели само што се како книга што ја чита и толку. Ја имам прочитано, знам, ама не ја разбрав и толку. Значи, како да останеме верни во Словото. Затоа викам, тие што се верни, такви треба да бидеме ние, со радост исполнети. Педесетница, ајде да објаснеме отица што значи тоа. Или Пентакост. Тоа се 50 денови, 50 денови изминати од Христовото воскресение. Тоа е еврејски празник еден. Нас ни е битно дека за нас, за 50-ните, изливањето на Светиот Дух, дека тој збор Бог што ни го дава, тоа ветување, дека нема да останеме сами, за нас е најбитно тоа.
дека ни го прати утешителот Светиот Дух. И секој кој пребива во Бога го има. Како вели, вашето тело е храм на Светиот Дух. Значи да ги чуваме чисти нашите тела, нашите души. За да останеме храм, да бидеме храм на Духот Свет. Да не бидеме нечисти храмови. Значи има многу убави згради, подигнати, се вика храмови, ама внатре се празни и за жал служат ко музеи. А ние, нашите тела да бидат не музеи, него да бидат живи за Бога, живи за Словото, за Евангелието, за животот вечен. И затоа ние не носиме ни бокали, ни цреши, ни право беше Јуле, кој ќе праша шо ти вака, не знам така останало, а никој не знае да ти каже зошто е тоа така. Ама, во Библијата се е запишано и пишува се. Како треба ние да знаеме. Сакам и да се присетиме на еден текст од Евангелието според Јован, 3 глава, мислам дека беше 3 глава, разговора на Исус и Никодим, кога му вели Исус на Никодим, треба да се родиш од озгора. 3 мислам глава е, чека да видам, да не зборуваме на памет. 3? Тоа е од кој стих беше? Да се родиш од озгора му вели и да го обработуваш се тој текст. Пред има едно, колку? 7 недели, 8, а? Тоа да има. 3. И сега текстот доаѓа Никодим кај Исус и му вели, Рави, знаеме дека ти си учител, испратен од Бога и дека правиш такви чуда. И Исус му вели, ако не се родиш од озгора, не можеш да влезеш во Царството Небесно. Ќе го прочитаме текстот, за да видиме во контекст. А меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим, јудејски старешина. Тој дојде ноќе при Исуса и му рече, Рави, знаеме дека си дојден од Бога како учител, зашто никој не може да прави чудеса што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Исус му одговори и рече, вистина, вистина ти велам, ако не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство. Никодим му рече, како може да се роди човек кога е стар, зар може повтор пат да влезе во утробата на мајка си и да се роди? Исус му одговори, вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Роденото од тело, тело е, а роденото од дух е дух. Може во овие зборови овде ги имаме клучните. Поврзано е со нашиот текст и ги имаме двата клучни одговори. Да се родиме наново, како што вика, да веруваме во Словото, да го живееме Словото, зашто од 2 глава, после Петровата проповед, ни кажува како треба ние да живееме, кога го имаме Светиот Дух во нас. Дека не можеме да бидеме ние истите после тоа. Ако сме истите, нешто сме промашиле, нешто има. Ама, ако се промени нашиот живот,
тогаш вистински Бог пребива во нас. Сакам малце да размислиме на оваа тема, на овие стихови, и секој во себе да си размисли, да се одговори на прашањето дали јас според овој текст живеам така. Не е само да се нарекуваме христијани, а да, не знам, правиме глупости, и да не бидеме верни на Господа, јас викам. Ако се заветиле на Господа, барем да бидеме верни во Него. Најмалку што можеме да дајме е да бидеме верни. Словото вика, нема спасение освен во Исуса Христа. На Таткото, Исус и Духот Свет се едно. Ке се сврнеме малце на Петровата проповед, после изливањето на Светиот Дух на апостолите. Тоа е 14 стих и рече: а Петар стана со 11 мината и го поткрена гласот и им рече: јудајци и сите вие кои живеете во Иерусалим, знајте го и послушајте ги моите зборови. Овие луѓе не се пијани, како што мислите вие, зашто едва е третиот час на денот. Туку тоа е кажано преку пророкот Јоил. Туку кажано преку пророкот Јоил. Во последните денови вели Господ, ќе излеам од својот дух на секое тело, и вашите синови и вашите ќерки ќе пророкуваат, и вашите младенци ќе гледаат виденија, а вашите старци ќе сонуваат соништа. И така, во тоа време и на своите слуги и на своите слугинки ќе излеам од мојот дух и ќе пророкуваат. Ќе направат чудеса горе на небото, а знаци долу на земјата. Крв и оган и пареа од дим. Сонцето ќе се претвори во темнина и месечината во крв, пред да дојде великиот и славен Господов ден. И секој што ќе го повика Господовото име, ќе се спаси. Од овие зборови на Петар гледаме дека тој со овој овде дело од овој говор што го прочитавме сега, го цитира пророкот Јоел Старозаветен. Тоа е во глава, чекај да глава. Ја запишувам негде на ливче јас овде. Јоел 2 глава 28 до 32 стих. Овој текст е Старозаветен, што го цитира Петар. Значи, апостолите добро го сватиле писмото, добро слушале Бог Исус Христос што им зборувал додека беше со нив, и добро го разбрале, што е најбитно. Дека ветувањето Бог секогаш го исполнува, дека Бог е верен, силен, праведен, дека тој дава и тој излива и дека се е преку него. И дека никогаш неговите заповеди што ги дал и ветувања не се напразно кажани.
Во текстот вика секој кој ќе повика името Господово ќе биде спасен. Дали денеска не гледаме сите вика Господе, Господе. Сите исто го викаат. Без разлика. Сите го употребува. Така, ама напразно. Господе, Господе. А Бог вика во заповедта, не го изговарај го напразно името Господово. Ние условно кажувам го користиме за секојдневна прилика. И во лажење дури го користиме. Господ ми е сведок, вели дека не лажам. За жал. Ама, тоа е. Ние, реков, како христијани, треба да бидеме, да се обстоиме на цртата на Бог, на Библијата. И ова Петрова проповед ни отсликува неколку работи. Дека кажува дека Исус е Бог и Месија, како што пишува во писмото дека е распнат, воскреснат и прославен. Дека Бог го има авторитетот над се и ни го даде Светиот Дух нам, како верни во Христа. Трето, секој што сака да се спаси, мора да поверува во Бог, дека Исус Христос е Господ, да се покае, да се крсти и ќе му се простат гревовите. Тоа е Божјото ветување. Духот, Светиот Дух, Утешителот, е во нас, откако ќе бидеме верни во Христа. Ниеден неверен не може да го има Светиот Дух. Таков не постои. Ако си неверен, да имаш Свет Дух. И овде сакам да дојме до главното прашање, што му го поставија на Петар во текстот, што да правиме? Што да правиме? Ние. Петар му одговори. Покајте се. Денеска е дено на спасението за некого. Денеска е дено да се покај, иако има слушнато за Бога, да му го предаде срцето на Бога, да биде за Бога и од Бога. А ние како верни во Господа секогаш да се присеќаме на тоа дека заповедите Бог што ни ги дал треба да ги исполнуваме. Заповедите Бог што ни ги дал треба да ги извршуваме. Верноста на Бога стално да ни биде пред нас. Дека Словото Негово не е празно. Дека Тој го има цели авторитет, ни ја дава Неговата безрезервна доверба и поддршка. Ако го следиме Него. Се надевам дека живееме така сите. Се надевам дека ние треба да видиме светлината за другите, бидејќи духот оживува, телото ништо не помага, а зборовите што ги кажа вели Исус се дух и вистина.
Нашите денови како луѓе, колку и да се овде на земјата, изброени се. Некој ќе живи 50, 100, може 90, 80, никој не знае колку ќе живи. Затоа викам, треба да живееме во Библијата, во Христа. Во петта Мојсиева, не, во прва Мојсиева, 6 глава, 3 стих има едно многу убаво стихче, вели: и рече Господ Бог, духот мој нема вечно да пребива во луѓето, зашто тие се тело, ете деновите нивни ќе бидат 120 години. Затоа реков, колку и да се годините наши на живот, да бидеме верни во духот и со духот и во Бога. Да не лутаме, да не бидеме само во недела христијани, во понеделник да бидеме некои други. Не знам кој. Верните добиваат награда, Царство небесно, живот вечен. А тоа се добива со чистота, со чистота, со чиста мисла, со чисто тело, чисти души, зашто ништо нечисто нема да влезе во Царството небесно. Зато Бог, ветеното, Светиот Дух ни го дава. Ни го прави че да биде во нас. Коректор, пазител, чувар, да не подучува и сите, утешител, се да биде. И зато, ако се присетиме сега на она Исус што му рече Никодим, треба да се родите од озгора, така се раѓа од озгора. Овие тела наши распадливи ќе ги нема еден ден. И нас ќе не нема. Зад нас ќе остане нашето живење, нашите примери. Каков пример со нашиот живот сме му дале на другите? Како ќе го види Бога во нас, ако ние живееме, не знам, раскалашно, се пијанчиме, не знам што правиме. За другите да видат Бог во нас, да кажеш, моја вистина овој со Бога, ќе рече, бил кроток, мирен, стабилен. Наше е да го шириме Евангелието, наше е да живееме според Евангелието, да поучуваме за Евангелието и многу да не забораваме на многу битна работа, наше да имаме заедништво. Не само овде во недела, туку секој ден. Кој? Колку може, ама е пожелно. Со Аце ние ова недела прошлата, не промашивме ден. Мислам. Ни еден. И најдовме сила и ке Борчевевме на штанд, на книги, имаше таму духовна литература, седевме и заедништвото е една многу битна работа. И текстот вели, и се му беше едно и делеа се. И ние кога ќе зборуваме за Евангелието, кога сакаме на некого да му објасниме и да му образложиме, да не го забораваме Петровиот одговор, покајте се. Прв чекор до Господа е покајанието.
Не е залудно, Бог ни го даде утешитело, Светиот Дух. Не залудно го прати. Значи, тој има функција некоја. Не е така само, еве, ќе ви пратам утешител, колку да знаете дека тука сум јас. Тој има функција. Не е нем посматрач. Ни Бог не е нем посматрач. Рековме, Отецот, Синот и Светиот Дух се едно. Три во едно. Секогаш да си припомниме за тоа. Дека Бог е со нас. И секаде го има. Јас ќе ви кажем се на приказка. Приказка. Не е приказка, но сторија е. Некој човек имал 3 синови и му дал 3 гуски. И му рекол, одете на скришно место и да ги отепате. И да ми ги донесете искубани за печење. Сите тројца излегле, двајца ида со искубани гуски, со се направено, третиот носи жива. Што му вели ти? Рече, јас појдов прво в шума, не бев сам. Како не беше сам, кој имаше? Не бев сам, Господ беше таму. После појдов в ливада, мислев дека не е таму, и таму беше Господ. И затоа не сум сам, не можем да ја отепам гускава, не можем да извршам твојата заповед, зашто Бог е секаде. И му рекол на татко му, Бог не ми даде мене да ја тепам гуската. Бог ми даде да бидам верен спрема него, праведен, чист, неоскрнен, да го следам него. Е така и ние. Да стално си припомнуваме дека Бог е со нас и секде го има. Не дека само овде во недела и па ќе тераме, него не. Секде е Бог. Во се. Освен заедништвото, треба да му служиме на Бога. Служејќи му на Бога, така и го прославуваме Бога. Служење да му подеше на чаша на некого. Бог рече, бев жеден и ме напоивте. Кога, Господи, кога ми подававте на чаша вода? Да се служиме сами меѓу себе прво. Да се помагаме. Да... Секој има некоја потреба, секој во некоја неволја. Пред се ќе служиме за Бога, така. Ќе служиме и на еден меѓу друг, ќе покажеме нашата љубов спрема ближниот. Ама во сите овие што ги кажавме, поука, евангелизирање, заедништво, служење, славење на Бога. Значи, се да биде за Божја слава. Не јас го направив тоа, не Андреј го направи ова, Бог го направи тоа. Ако не беше Божјата промисла за нешто ние што треба да направиме, ние не можевме ништо да направиме. Ние чекор не можеме да направиме без Божјата промисла. И затоа, да никогаш да не забораваме и за славењето за Бога. Дека сета слава му припаѓа на Бога. Ништо не е наше и за нас. Се е од Него и за Него. И се ова досе што ни дал е за Него. Наше е само гревовите што ги имавме и ги имаме, правиме. А другото е се од Бога. Не можеме ништо ние да му дајме нешто Бог што нема. Едно нема, грев нема во Бога. Е тоа е наше само гревовите. И Него му ги предаваме. Зарем Христос умре на крстот залудно? Не раскрсти, не обели, не направи побели од снего, не исчисти, не ги прости гревовите. Умре, воскресна, се вознесе и ни прајче утешител, Светиот Дух. Коректорот ни го прајче. Запазител. И ние гревот е да грешиме. После тоа. Не викам дека како луѓе нема да сгрешиме. Секој ќе сгреши. Ама зато Дух Свет, друже, надесно, не налево.
Тој коректор. Да се помолиме. Татко наш небесен, фала ти и слава, Господе, за се што правиш за нас. Фала ти и слава, Господе, што умре ти на крстот место јас. Ме раскрсти, ме исчисти од сите гревови, Господе. Ме запази за Твојот ден, Господе. Фала ти што ни даваш живо слово, Господе, бидејќи ти си жив. Ти си верниот, праведниот, Господе. Ти си силата, спасението. Ти си надежта, Господе. Се е за Тебе. Ништо ние немаме, Господе. Стоиме тука пред Тебе, клечиме, Господе, со нашите гревови. Само тоа го имаме. Фала ти за тоа, Господе, што не очисти од гревовите, Господе, што не исчисти. Те молиме, Господе, во секој дел од нашиот живот, ти да не водиш, да не управуваш, Господе, да не движиш, да бидеме светлина, да бидеме солта на земјата, Господе. Да го шириме Твоето живо слово, бидејќи ти си жив, Господи. Заради славата Твоја, заради милоста спрема сите што искажуваш, Господе. Заради преголемата љубов Твоја, Боже. Нека биде славата вечна Твоја, Господе. Те молиме, Господе, и за оние кои не слушнале за Тебе. Дај ни сила, храброст, зборови Твои, Господе. Да го сееме Евангелието, да се отворат срцата, Господе. Да биде Ти да се населиш и во тие луѓе, Господе. Може би не знаат, може би не те слушнале за Тебе. Еве ние да бидеме тие што ќе бидат вратата или прозорецот кон Евангелието, кон Тебе, Господе. Заблудени се луѓето, Господе, по пагански работи, по не знам, по адети, по останати работи, Господе. Се ќе направат да го најдат по краткиот пат до нешто, а не знаеш што е тоа. Ти си вистинскиот пат, ти си патот, вистината и животот. Вечен, ти, Господе, си се и во се. Фала ти, Татко Небесен, за се. И нас благослови, не, Господе. Благослови и нашите домови, нашите деца, Господе, нашите внуци. Нашите пријатели и нашите непријатели, Господе, да ги благословиш. За славата Твоја. Во името на Исус се молиме. Амин.